опишани граѓани кои што палат нешто да измерат директно на проектот? Успеавме да лоцираме дивопалење на повеќе локации, успеавме да санкционираме 3 сторители кои што беа казнети со парични казни. Извинете, сакала да се останам на друга тема, поточно на продажбата на новоизградената барокна градска куќа. Прашањето ми е дел од мислењето на граѓаните се дека барокната градска куќа е државен објект и дека граѓаните се прашуваат за негова продажба, како и тоа дека не е приватен, односно личен имот, па може туку така да се продаде. Што ви е прашањето? Што мислите вие на Граѓаните не беа прашани дали сакаат барокна градска куќа на таа локација. Продажбата на градската куќа е по одлука на Совет на град Скопје како надлежен орган на јавна електронска лицитација, која што ќе биде транспарентна и ќе повикам да бидете сите присутни. Местото на седиштето на администрацијата на главниот град не е некаде фрлено на страна. Местото на седиштето на главниот град е во центарот на градот. Тоа што некој нити имал визија, нити се грижел, нити знаел, нити умел да определува што се приоритети на градот Скопје во минатото, е една од причините за тоа што живееме во ваков град во каков што живееме во овој момент. Не грижата за јавниот транспорт, не грижата за топловодната мрежа, не грижата за дивењето во урбанизмот се причините заради кои што овој град спаѓа меѓу најзагадените градови. Ако на вистина знаеле што е приоритет на град Скопје, немаше да ја фрлат градската куќа таму каде што е фрлена. Какви се вашите планови за градска администрација, со оглед на тоа дека видите во центарот на градот Скопје треба да биде сместена, ако оваа постоечка зграда има капацитет да собере 650 работени на градот Скопје, тогаш каде би нашле зграда која ќе биде, која ќе приличува на овие услови кои што вам ви се потребни за градска администрација? Оваа градска зграда, така наречена градска зграда, нема капацитет да прими 650, тоа ви е погрешна информација. Има капацитет да прими 350. И тоа го кажа вчера на седницата на Советот на градот. Дозволете да започне процесот, да видиме дали ќе продадеме, дали ќе најдеме на заинтересиран субјект. А потоа, со средствата кои што ќе го обезбедиме, ќе обезбедиме многу посоодветно и подостоинствено решение за седиштето на градот Скопје. И тоа во многу краток период. Имате идеја каде прилика, бидејќи бидете во центарот на градот? Значи не е прашањето дали јас имам идеја, зашто јас не го работам градот по принципот миле ми текна. Туку по определени стандарди кои што треба да важат за градска администрација. Началниче да ви прашам, пред градскиот трговски центар делот до портата таму што е споменато, че таму некаде е ограден просторот и од забавите се работи, багери има, работници, што ќе прави на тој дел од градот? Јас на неколку наврати го најавив и би сакал, навистина мислам дека е во интерес на граѓаните на град Скопје, на градот Скопје, да ги информираме навремено и вие како медиуми да ги информирате навремено за активностите кои што ги превзема градот. Понеделник имаме пресконференција на тоа место, каде што ќе биде представен новиот плочник на таа локација која што сериозно било запуштена во изминативе 50 години, може би грдиот асфалт, полн со дупки, полн со вода, полн со не знам си што на секој ден дожд. И тоа ќе биде всушност репрезент за тоа каков лик заслужува да има нашиот град. Кои ќе бидат мерките кои ќе ги преземете во врска со задоволувањето за ова или се немајте предвидека во бидејќи почекаме понова? Веројатно, бидејќи доаѓате често на пресконференциите кои што ги држам јас како градоначалник, сте свесни дека секоја мерка што ја превземаме е на свој начин или на извесен начин мерка против загадувањето. И веројатно, ако ја пратите проблематиката со заштитата на животната средина и со амбиенталниот воздух, знаете дека не постои една мерка која што може да го реши тој проблем. Станува збор за сет и комплекс на мерки кои што градот перманентно ги превзема и ги воведува. Повеќе од 30 до сега во интервентна смисла на зборот се превземени од како сум јас градоначалник. Меѓутоа, тоа не се доволни затоа што стратешките се уште не се доволно нападнати.
стратешките извори на загадувањето. Јас очекувам, бидејќи знаете, вчера имавме и акционерско собрание на ГЕС, претходно донесовме одлука, сега ги затвараме формално тие аспекти. Напоменав дека градски енергетски системи ќе аплицира за добивање на лиценца за управување со топловодната мрежа со цел да градот стави контрола на нешто што јас мислам дека многу одамна требало да биде направено. Видете, почитувана, 680 милиони евра оваа држава и овој град потроши во 1 квадратен километар, каде што некој сакаше да си игра и си играше со нашиот град лего коцки. При тоа, само 23% од нашиот град се покриени со топловодна мрежа како најеколошки и најевтин начин на затоплување на домовите. При тоа, јавниот транспорт е сериозно застарен и не е реализиран. Например, ако сте го реализирале трамвајот во сите фази, потребни би биле само 350 од овие 680 милиони евра. За да ја развиете топловодната мрежа на начин да ја направите достапна, така речи, сите урбанизирани делови од градот, не би се потребни повеќе од 20 милиони евра. Приоритетите во трошењето на градските, на државните пари, за жал, во изминативе, особено деценија и пол, биле сериозно изместени. Сега живееме во тие последици. Не би било коректно да очекувате дека за само 2 години може овој град да го изгради трамвајот, што некој го прокоцка со галиите из Вардар, дека овој град може да ја развие топловодната мрежа, што некоја прокоцка со поставување на бојни на коњ на среде плоштад. Толку колку што овој град и оваа држава потроши за споменикот бојн на коњ кој што се наоѓа на центарот нашиот плоштад, ете толку е потребно за да се развие топловодната мрежа. Меѓутоа, треба да го сакате овој град, треба да знаете како да го водите, за да ги определувате приоритетите. Дали примањето на нови комунални инспектори е подкрепено со претходно направени анализи и проценти за потреба на исти? Да, затоа што комуналната инспекцијската служба во град Скопје, за разлика од чуварската и шоферската, која што ја развивале во минатото, не била предмет на развој. Ние сега даваме приоритет на развој на инспекцијската служба, не на шоферската и чуварската. Почетната цена е 12,3-12,7 милиони евра. Меѓутоа, според истражувањето на колегите на ПИЕР, колку 2014, зградбата е цели 20,5 милиони евра. Зошто почетната цена е толку ниска? Почетната цена е толкава колку што овој град навистина потроши. Значи, финансиските извештаи што ги направивме, финансиските извештаи што ги имаме, што може да ги добиете на крајот на денот, ако сакате, кажуваат дека нето средствата кои што градот ги потрошил во инвестиција се толку колку што е почетната цена. Не мислам дека е коректна информацијата за 20 милиони евра. Таа со СДДВ некаде околу 15. Инаку, тоа е лесно проверливо. Јас би, ама. И моето лично мислење со почит кон апсолутното и неприкосновено право на медиумите, дека ова е многу посериозна тема за која што денеска свикавме пресконференцијата, отколку продажбата. Продажбата е повеќе техничка, ова е суштинска работа. Благодарам.